Процесот на проширување на Европската унија повторно доби замав и унијата сега многу поинтензивно соработува со Западен Балкан, уверува председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Доказ за тоа биле честите средби на представниците на Унијата и лидерите на земјите од регионот. Од денешниот самит во Тирана, таа порача дека на нас останува да одлучиме по кој пат ќе се движиме. Dieses Ringen merkt man auch im Westbalkan. На вас е да одлучите на која страна сте. На страната на демократијата, која е Европската унија, која е ваш пријател и партнер, или сакате да одите на друг начин? Тоа се основните прашања за кои ќе разговараме. Забележувам со сите 6 земји од Западен Балкан дека членството во Европска унија и Европската унија се нивна приоритетна цел и токму тоа го поддржуваме. Пред почетокот на самитот на кои главни теми се војната во Украина, соочувањето со последиците од енергетската и економската криза и проширувањето на Европската унија, председателот на Советот на Европа Шарл Мишел изјави дека иднината на Западен Балкан била во Европската унија. I'm absolutely convinced that the future of our children. Убеден сум дека иднината на нашите деца ќе биде побезбедна со нашите напори. Денеска ќе го подпишеме договорот за роаминг трошоци, олеснување за бизнисите, граѓаните, туризмот. Следното прашање ќе биде енергетската криза. Возбудливо е да се биде овде. Иднината на Европа, иднината на нашите деца ќе биде побезбедна со Западен Балкан. Самитот започна со подпишувањето на договорот за намалување на тарифите за роаминг меѓу земјите од Западен Балкан и земјите од Европската унија. Од кабинетот на премиерот Димитар Ковачевски информираа дека тоа било силна потврда за европската иднина на Македонија. Договорот предвидува целосно укинување на роамингот по извесен период. ЕУ покажа силно партнерство кон земјите од овој регион, со што уште еднаш потврди дека во нас гледа партнер од доверба. Уште една силна потврда за нашата европска иднина е хајлајтот на овој самит, подпишувањето на договорот за намалување на цените во роамингот, за разговорите во роаминг помеѓу корисниците од Западен Балкан и земјите од Европска унија. Лидерите од Западен Балкан денеска дискутираат и со шефовите на европските држави за европската иднина на целиот регион и јакнењето на соработката. Меѓу нив се и францускиот председател Емануел Макрон, италијанската премиерка Мелони, премиерот на Чешка која председава со Европската унија до крајот на годината. Тие упатија пораки за поддршка на Западен Балкан и негово приближување до Европската унија.